Македонските ученици одамна имаат проблем со прекумерна дебелина и низа други деформитети на рбетниот столб, токму поради слабата физичка активност и зависноста од користење на електронски уреди. Сега со онлайн учењето последиците можат да бидат уште поголеми, алармираат специјалистите по училишна медицина. Повторно седење дома и пак пред паметни уреди. Лекарите велат дека родителите мора да настојуваат децата да бидат физички активни најмалку 2 часа дневно. Знаеме дека зголемената телесна тежина врши оптеретување на кардиоваскуларниот систем. Значи, се повеќе ќе имаме деца кои ќе бидат кандидати во повозрастните години да имаат покачен крвен притисок, ќе сето тоа исто така ќе придонесе и на зголемена бројка на деца со дијабет. Преголемата употреба на електронските уреди значително влијае и на видот кај децата, вели доктор Костески. Систематските прегледи кои ги прават покажуваат дека последниве години се повеќе деца имаат вакви проблеми. На систематските прегледи додека ги спроведувавме, значи се забележа токму со тоа користење на компјутерите, на мобилните телефони, на фаблетите, таблетите, лаптопите, значи сето тоа доведе до зголемена бројка на деца што имаат пореметување на видот. Со смирувањето на состојбата со коронавирусот и враќање во училиштата, лекарите бараат итно да се усвои нивниот предлог за зголемен фонд часови по физичко воспитување, по примерот на многу развиени земји. Оти, ако продолжи ваквото темпо на живот кај младите, ќе донесе генерација на дебели и нездрави деца.